Иако трендот на иселување на младите од земјава зема се позагрижувачки размери, сепак оние млади кои што се тука се оптимисти дека тоа може колку толку да се ублажи, доколку општеството и локалната заедница посветува поголемо внимание на нивните потреби, но и на нивната директна вклученост при креирањето на младинските политики. Прилепските млади луѓе за таа цел бараат како прв чекор да биде што поскорешното отворање на младински центар во општина Прилеп. Од досегашните активности кои што ги реализиравме со младите, работилници, инфоденови, снимање на радио подкасти и видео подкасти, дојдовме до заклучок дека на младите и текако им е потребен овој простор, центар каде што ќе можат да го поминуваат квалитетно своето слободно време, при тоа реализирајќи активности кои што се од нивни најголем интерес. Реализирани 3 инфоденови каде што беа офатени околу 1500 млади кои што ги дадоа своите мислења и ставови за тоа каков тип на активности и услуги сакаат да нуди центарот, простори за едукативни работилници, за креирање на и реализирање на нивните идеи во тие простори, за спортски активности, простори каде што ќе можат културно и уметнички да се изразуваат. Овие млади луѓе, собраните податоци од нивните досегашни активности, велат дека ќе ги достават до општина Прилеп на тркалезната маса која треба да се одржи наредниот месец и нивните очекувања се дека ќе наидат на разбирање кај градските власти. Нас младите ни е потребен младински центар затоа што ќе имаме простор каде што можеме ние да се активираме, да се вклучиме, заедно да се социализираме и да изработуваме разни креативни работи, да читаме книги, да си ги остваруваме нашите цели и идеи и да бидеме креативни, пред се да се дружиме заедно како млади. Ние младите како дел од Младинскиот совет на општина Прилеп се залагаме за отворање на младински центар се со цел поголема дружба на младите од Прилеп, место каде што можеме да се дружиме и да имаме време за повеќе во наставни активности, за да не го трошиме нашето време користејќи ги мобилните телефони. Ваков младински центар веќе е отворен во Охрид. Прилепските млади го посетиле и како што велат самите, понесле силни впечатоци за начинот на кој тој функционирал. Имаше многу простори за секакви активности, за книги, читање, за секакви дружби имаше, за кафе пиење, за секакви. И стварно мислам дека и во нашиот град треба да се направи такво нешто, бидејќи има голем интерес од младите. Од општина Прилеп пак велат дека веќе интензивно работат на оваа тема. Се разгледувале 2 локации. Едната била во старата библиотека, а додека другата во подтрибинскиот простор од стадионот Гоце Делчев. Останува да утврдиме кој простор ќе биде попрактичен за оваа намена и да започнеме со процесот на опремување, односно реализација на младинскиот центар, велат од општина Прилеп. Инаку процедурата за отворање младински центри и обезбедување на нивниот квалитет е дополнително утврдена со правилник за стандарди за квалитетот на младинските центри, кој е донесен од страна на Агенцијата за млади и спорт. Според искуството на оние општини, каде веќе се отворени младински центри, проценето е дека минимум потребни средства за спроведување на годишна програма што општината треба да ги обезбеди се 600.000 денари.